репрекусии негативно се разберат од тоа. Како што ветивме на самиот почеток, една од нашите денешни теми ќе биде нешто пикантно, нешто интересно што ќе ви го презентираме. За прв пат во Македонија почнува производството на обоени вина, односно плаво и зелено вино, и во денешната емисија разговараме за целосната идеја од каде потекнува за вакво производство. Ова што го држам во рака, да не ви изгледа, да не ви се чини дека е сок, ова е вино во зелена боја, а ова е плаво вино. Секој си има свое име. Од каде идејата, кога со производство на вакво вино почна? Добро, знаете како во Кавадар сите се бават со лозарство, па лозарство провоцира и винарство, а бидејќи работа ми во такво училиште, научив доста од тие стручни лица таму, почнав да го правам, да се го напредувам, и ова дојде како идеја уште поодамна, меѓутоа стварно беше во тоа време смешно. Во тој период, како пред 10 година кога сте го направиле прв пат, плаво или какво направивте прво? Па плаво, зелено, пак истите нијанси во секој случај, бидејќи од тогаш ги чуквам и тие екстракти што сум ги добил тогаш. И кога го покажавте тогаш, какви беа реакции? Смешно, знаеш, одбивно. Прави ме да го пробам. Меѓутоа, еве сега, кога една светска сила во винарството, Шпанија го објави тоа, веќе стана малку посериозно. Така, јас сознание дека некој друг прави вакво во Македонија немам. Па може би пробал, може би прави, меѓутоа еве може би на вистина сум прво. Основата на ова вино сепак се бели вина, некоја мешавина од бели вина, така. Мешавина, ете куве на француски, ако би го проговориле, е од жиловка, ризлинг, има афус, али, муска, се што се нашло на лозгата, нели? Ова е чисто домашен производ. Што велат пријателите вака? Сепак ова нели за сопствени потреби, ова нема никакви комерцијални вредности, ова е мали количини. Што велат пријателите вака кога им го покажете, кога им го понудите? Со страф ли пробуваат? Ова поише личи на антифриз вака кога се гледа. Го сликаат, па го мирисаат, го пробуваат малку, гледаат дека е всушност вино. Значи бојата е само визуелна. Позиција ништо повеќе. Работи за некакви хемикали или сепак се тоа растителни работи? Не, ова е растително, органски бои, скоро 100%. Така. Некои милиграми. Верувам, рецептата е тајна. Па нормално се. Некој предпоставува, некој можеби знае, меѓутоа никој немал храброст, и јас се уште немал храброст да објавам ова вака, меѓутоа стана известно дека мора да се објави. Постои ли интерес кај некој од винариите? Еве гледаме на Шпанија веќе и во комерцијални цели го пројавила ли некоја винарија интерес да пушти муабет, да се распрашува, може ли тоа да се произведува во поголеми количини? Не, ја во суштина сум скромен и сум ова е дури многу. Сега што го објавувам, овие етикети си исто моја идеја си пишува нормално дека не се за комерцијална потреба. Не мислев да ја откупи како идеја, како... Може би виднинат, кој знае. Се зависи пазарот дали како ќе го препознае, дали ќе го бара. Да, сигурно. Ако пред 10 години кога сте го појавиле пред пријателите дека сте направиле такво вино и ако ве гледале со скепса, за некои следни 10 години го гледате ли дека ќе може да почне да се продава, да се служи по винари и по... Сигурно, сега да се разберем. Ова не е напад на винарството и на сомилиерството и се. Ова е една мала промена, едно раздвижување. Мала атракција. Да. Тоа не би смеело да стане закана за целата наука околу виното и винарството. Белото и црвеното си за основата во винарството. Да. Тука нема дилема. И ова е во основа бело вино. Така. Каква е годината за лозарството? Вие сте и самиот лозаропроизводител, вакви ниски температури одамна немало во тиквешијата. Вранецот како најмасовна сорта овде е најосетлива практично. Да, имам јас покрај белото и црвено грозје, особено вранецот е застапен, има доста изврзнување. Бидејќи беше во еден континуитет, една ниска температура, така да има многу измрзнатини
Изминативе 10 години некако имавме топли зими, благи зими. Често знае лозарите да се решат и прерано да го искројат. Не било ли залудно на традиција на 14 февруари дека треба да почне закројувањето? Ништо не е залудно. Значи, традицијата е чиста статистика. Таа знае кога и како. Знае дека може да дојде до вакво нешто. Тоа е најголемата наука која што може да постигне. Голема предност е сега кај тие индивидуални лозари што немаат искроено дека ќе можат некакви корекции. Да, може би некоја папка ќе остане здрава и жива, па ќе ни роди здравие. Убаво грозие за убави вина. Не би сакале 100% измрзнување, тоа е една мака голема, наново треба да се подига целноста, ретко кој ќе се одлучи. Много е скап и веројатно ќе го напуштат, пресудно да биде за да се напушти. Тоа се ви благодарам за гостување во Вразник. Почитувани гледачи, еве, уште еднаш само да се одјавиме. Ова се првите плаво и зелено вино во Македонија. Верувам сите ќе сакате во иднина и да пробате каков ќе им биде вкусот.